Почитувани, кадровските решенија за владата на Заев се слика и прилика на него лично. Како и самиот тој, така и неговите предлози се стари и строшени транзицијски кадри. Зоран Заев ја поставува Јагода Шахпаска за министер за труд и социјална политика. Нејзино единствено достигнување во досегашната кариера и е тоа што успеа да си ја вработи цела фамилија во државна администрација. Постои сомнеш дека, додека Шахпаска беше пратеник, таа го искористила своето влијание и си ги вработила својата золва, Маја Двојаковска, во општина Берово, а потоа го вработила и незиниот сопруг во Македонски шуми. Од друга страна, Шахпаска нема направено ништо, ниту за Берово, ниту за Пехчево, регионот кој доаѓа. Додека имаше политичка моќ како пратеник, таа не истурка ниту еден проект за граѓаните на тие општини, туку го гледаше единствено својот личен интерес. Која е квалификацијата што Шахпаска ја има за да биде министер за труд и социјална политика? Дали тоа што како пратеник успеа да си ги вработи сопругот и золвата? Или тоа што нема направено ништо за регионот од кој што доаѓа? Од ова се заклучува само дека од Шахпаска можеме да очекуваме само вработување на своји блиски, доколку има такви и до сега не ги вработила. Доволно е граѓаните да видат примерите со Берово и Пехчево и да видат што ја очекува цела Македонија. Ова не се ниту нови кадри, ниту способни. Ова се стари и строшени кадри кои поминале неколку функции низ годините наназад. Ова се кадри остатоци од транзицијата. СДСМ и нивните кадри во така наречената нова влада не можат да донесат ништо ново. Ви благодарам на вниманието. Прашањето во кој што пристигна до пресцентарот од Канал 5 се однесува на вчерашната пресконференција одржана пред ВМРО ДПМН за барање за вонреден конгрес за нов председател на партијата. Латинички повелете, до вас беше поставено прашањето. Го кажавме нашиот став вчера, нема што да додадеме. Наш приоритет е борбата против катастрофалното владење на Заев, кое е грабеж на народот и државата. Се друго е помош за Зоран Заев. Благодарам.